Почитуван подпредседател, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денеска на дневен ред повторно имаме ново задолжување, нова седница, ново задолжување од 25 милиони евра. На дневен ред е предлог на законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка по договор за заем за финансирање на проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор по скратена постапка. Се работи, како што кажав, за уште едно ново задолжување од 25 милиони евра, кое треба да се намени за енергетска ефикасност на објектите кои што се во државна собственост и во собственост на локалните самоуправи. Во превод тоа би биле пари кои што се наменат за нови врати, нови прозори, кровови, фасади, штедливи светилки на улиците и така натаму. Република Македонија, како и за се друго кога се работи за владењето на оваа влада, се наоѓа на многу ниско ниво на развој на држави кои што имаат со енергетска ефикасност, нели? И единствено што може да се пофали ова мнозинство е носењето на законот за енергетска ефикасност и еден куп на задолжувања кои што за жал се во тек или пак се очекува да бидат донесени во блиска иднина, а кои што со голем знак прашалник е колкав ќе биде ефектот од и нивото на нивна реализација. Како што кажав, не само што имаме ниско ниво на оваа енергетска ефикасност, Република Македонија и понатаму галопира во долгот. Нивото на вкупниот јавен долг на државата надмина 60% од бруто домашниот производ. Населението е се посиромашно и државата како да исплива од овие нови задолжувања, кои што за жал се повеќе се актуелни како што се зголемува и кризата со пандемијата и за многу работи кои што би можела владата да најде решение во буџетот, сепак не сака да оддели од комоцијата и од комфорот, па секогаш оди на опција да зајми од Светска банка и од други меѓународни фондови. Она што е многу важно и што алармираат експертите од областа на енергетска ефикасност е дека инвестициите во енергетска ефикасност се безпредметни, ако не знаеме за што ќе ги потрошиме парите. Од тука не 25 милиони евра, па и 1 милиарда евра да се истурат во објектите низ државата, кои што се нели во собственост на државата и на општините, нема да го дадат посакуваниот ефект, затоа што како влада, освен декларативни заложби, нема направено ништо конкретно во изградба, во доизградба на одредени објекти, за да се направи основа, за да можат тие потоа да се претворат и во енергетски ефикасни објекти. Како што кажав, нема мерливи параметри за објектите кои што би требало да ги претвориме во енергетско ефикасни објекти. На една страна имаме стари објекти, дотраени објекти во кои што треба да се инвестира, а од друга страна нема параметри за тоа кој објект во каква состојба се наоѓа. Од тука се плашам и доаѓа мојот страв дека и овие пари, овој заем повторно нема да биде продуктивно потрошен. Кога се однесува и кога се зборува за овој закон, се работи нели за задолжување од 25 милиони евра. Проектот е составен од три компоненти. Компонента 1 – инвестиции за енергетска ефикасност во јавниот сектор во вкупен износ од 18 милиони евра. Значи, во рамки на оваа компонента е предвидена реализација на енергетски ефикасни проекти, како што се проекти за општинските згради, згради на централна власт и јавно осветлување. Понатаму компонента 2 – техничка помош и поддршка за спроведување на проектот 2 милиони евра. Значи, 2 милиони евра за формирање на фонд за енергетска ефикасност, кој ќе вклучува техничка поддршка за формирање на фондот, надоместување за негова одржливост, екипирање, вработување на кадри и така натаму. Потоа компонента 3 – почетен капитал за фондот за енергетска ефикасност во износ од 5 милиони евра. Значи 5 милиони евра за почетно функционирање на фондот за енергетска ефикасност во рамки на Развојната банка на Македонија. Почитувана македонска јавност, владата начело со Заев повторно и денеска не задолжува со 25 милиони евра. Како што кажав, 18 милиони евра од заемот ќе се инвестираат наводно, ќе видиме, во енергетска ефикасност на објектите, а 7 милиони евра ќе се потрошат за административни работи, кои што се формирање на фондот за енергетска ефикасност,
логистика на овој фонд, односно пари за можеби нови вработувања, за нов мебел, нови возила, нови угодности на директорите, пари за надзори, пари за честни партиски кадри и така натаму. За волја на вистината, ние како коалиција поднесовме голем број на амандмани кои што се однесуваат токму на ова поле за да се подобри енергетската ефикасност на објектите, но и тогаш бевме од страна на мнозинството напаѓани дека се работи за смешни проекти на кои што не е време да се поднесуваат во на пандемија, а денеска гледаме дека владата се задолжува со 25 нови милиони евра кои што ќе треба да ги плаќаме сите ние, па и нашите деца во период колку што, ако не се лажам, во период од 12 години. И сега е во ред затоа што се работи за заем. Значи, 1/3 од овој заем, наместо за енергетска ефикасност, ќе оди најверојатно за задоволување на партиските предизборни потреби на власта, кое што знаеме колку е отчетна кога се работи за заем. Кога се работи за задолжувањата, СДСМ е рекордер по задолжување во време на криза. Само да ја потсетам македонската јавност, дека истото ова мнозинство се задолжи со 90 милиони евра од Светска банка за проектот за брзо дејствување против COVID-19 кризата, и тогаш имаше ветувања дека 54 милиони евра ќе се потрошат за труд и социјала, а 34 милиони во здравство. Не убедувавте и тогаш дека парите ќе се трошат транспарентно. Јас денеска ви прашал каде се парите, господа, каде се потрошени овие 90 милиони евра. Овие пари не излегуваат во ниту еден извештај. Едноставно ги нема. Нели требаше да има тело кое што ќе се грижи за транспарентно трошење на овие пари и за отчетност, но до ден денеска ние не видовме како пратеници каде се потрошени овие пари таксативно. Колку вакцини се купени со овие пари, колку ПСР тестови се купени, колку заштитни средства за здравствени работници. Маски немаат во болниците денеска, лекарите и здравствениот персонал, срамота. Колку објекти се изградени и реновирани. Гледаме денеска модуларни болници што не се изградени, не се пуштени во употреба. Тоа се монтажни објекти кои што би требало да се пуштат за не повеќе од месец до два. Исто е примерот во Тетовската болница. Стои модуларната болница, не е пуштена во употреба. Што треба да се случи за да се пушти во употреба, не ми е јасно ни мене. Јас не знам како е навистина можно да се потрошат 90 милиони евра, а при тоа да не се даде парична помош на сите здравствени работници кои што работат по ковид центрите и кои што имаа решение од директорите на здравствените установи да бидат прераспоредени во овие ковид центри, а до денеска немаат парична помош, како што ги имаат имите колеги кои што исто така работат во ковид центри. И тогаш и денеска укажуваме дека не е добро да се задолжуваме нетранспарентно, без никаква отчетност, не е добро да го зголемуваме долгот на државата и покрај тоа што еве и денеска ветувате дека има проекти и дека ќе има реализација. За многу се задолживте, но ние како граѓани на Република Македонија не го гледаме ефектот од овие задолжувања, или пак овие задолжувања никако не стигнуваат до оние на кои што им е најпотребно, а тоа се граѓаните и јавниот интерес на граѓаните на Република Македонија. Од она што може да се види од приложеното во законот, во подкомпонента 1 за општините се предвидени 10,5 милиони евра, значи за 80 општини. Понатаму се бара објектите кои ќе бидат предмет на проектот да исполнуваат одредени услови и да не се во презадолжени, што сметам дека помалите и посиромашните општини повторно нема да можат да стигнат до овие средства. Потоа се вели во подкомпонента 1Б 5 милиони евра за да се реновираат 36 објекти од примарно здравство, плюс Институтот за физичка медицина и рехабилитација во Скопје. Целосно незнаење, кабинетско работење. Само здравствениот дом во Тетово има од 30 објекти кои што не се енергетско ефикасни. Има еден објект кој што е постар од 50 години, кој што е дрвена барака во кој што се извршува вакцинација на бебења, значи на новороденчиња и на деца од школска возраст, кој што не може да се претвори во ефикасен енергетски објект, колку и да му менуваме прозори, врати и да му ставаме фасади. Сметам дека нема анализа на терен со што располага Министерството за здравство, особено во делот на здравствени домови, затоа што здравствените домови имаат и дисперзирана улога, односно амбуланти по рурални населени места, кои што и те како да бидат реновирани, изградени
или пак нели да бидат предмет на проекти за енергетска ефикасност. Благодарам. Благодарам. Реплика пратеник од Коле Чаракчиев.